Аслан? Каде? Те немаше цела недела. Денес остануваш на вечера. Добро. Ќе и се јавам на Девин нека ја земе Јамур слободно. Каква Јамур? Која Јамур? Јас ке ви дозволам тоа... Види, немој престани. Срамота е, навистина. Нема да ја ставам таа девојка на мојата маса или што и да е. Што е ова сега, доста е? Не можам да поднесам неморал. Не морал велиш. А може да ми кажеш морал што означува за тебе? Што означува морал за тебе? Не викај. Види автомобилот што го возиш, куќата во која што живееш, фондацијата што е основа, сето тоа дојде со многу чисти и морални пари, така ли? Многу беа чисти. Досега ништо од тоа не те вознемирувало, а те вознемири тоа што таа девојка имала некаква врска. Што направила таа? Како зборуваш така со мајка ти, кажи ми? Откако Девин влезе во твојот живот, сосема си се променил. Престани веќе со тоа, Девин, те молам. Престани да го споменуваш нејзиното име цело време. Ке видиме дали ке зборуваш како европски господин кога ова прашање ќе излезе во јавноста. Не заборавај. Не заборавај, господине Аслан. Се што денес го натрупуваш, утре може да се урне, да знаеш. Тоа нема да се случи. Ти го посакуваш, ама нема да се случи. Девин е моје семејство. Дали сум јасен? Значи и Јамур автоматски е моје семејство исто така. Досега јас никогаш се немам срамено од ова семејство. Зошто сега би се срамел? Зошто сега би се срамел, кажи ми? Извинете. Јамур. Јамур, не си уморна душа, а? Ноќта што току почна. Ајде полека, полека. Добро, а што ако бидеш смирена, например? Што е со оваа напнатост, не те разбирам. Во ред, не сум нервозна, не сум ништо. Добро, нема потреба да си нервозна, види колку убаво танцува. Добро. Добро. Јамур, Јамур, Јамур. Јамур, ајде душо, дојди, дојди. Дај ми ја раката, дојди. Ајде, дојди седни. Ајде полека, ете така, одмори малку. Што се случи? Рече да ги расчистиме мислите. Јамур, Ги расчистувам мислите. оди не го правиш така, немој. Добро, во ред, не се мешај. Нека се забавува девојката, остави ја пијана како и сите други, што е проблемот? Полека? Зошто и Крем не дојде? Крем е болен, многу се разболел ми, рече, па затоа не дојде. Брате, имам работа за тебе. Треба да пробиеш една сметка. Во ред, сега ќе ти испратам информации, но итно е, важи.
Да се заврши пред да раздени. Добро, благодарам, фала ти. Како ќе го направиш ова? Види ме, не е татко ми, нели? Серхат, правиш грешка. И нема бре да дознае. Оваа тема не е за дискусија. Имам куп документи. Ако и за тоа слушне, тогаш ќе земе се. Не грижи се, Серхат. Не грижи се. Не сакаме да му ја расипеме радоста на татко ти. Ние ќе се погрижиме. Ќе направиме планови. Како? Ќе го смениме форензичкиот извештај. Но ако кажеш, нека мојот адвокат го среди тоа, тогаш не ни сметај, не ли суат? Епа, можеш ли да го смениш извештајот зад грбот на господинот Илјас? Искрено, бато Ибрахим, не ме интересира кој ќе го среди тоа. Само извадете ме одовде што е можно побрзо. Рековме во ред, синко, затоа што ние ќе го решиме тоа, а вистинскиот проблем е по излегувањето. Го виде Аслан, тој е решен до крај да оди. Добро, што ќе направи овој лудак, а? Ке не убие поради една ескорт девојка? Ке уништи и цела твоја фамилија, ама... Не, и секако не сакаме нешто такво да се случи. Добро, тога што сакате? Што сакаме ли? Сакаме да исчезнеш од овде, додека сите не се смират. Да, ама бато, имам забрана за напуштање на државата. А зборуваме татко ми да не дознае, нели? Како ќе биде оваа работа? Како јас ќе исчезнам? Смири се, синко, смири се. Токму затоа џихање тука, нели? А? Штом ќе те пуштат, тој тебе ќе ти изнесе во странство. Грешиш. Серхат, правиш грешка. Погрешно е воопшто да го имаме овој состанок. Има само една грешка што ја направивме досега, Суат. А тоа е што те вработивме тебе како адвокат, да знаеш. Не можеш ни извештај да средиш, а освен тоа тука си само за да тропаш глупости. Важно ли е кој го контролира ветрот, а? Да? Да. Така велеше мојот покоен брат. Ако некаде се врти ветрот, значи од некаде дува. Овој пат ние ќе дуваме, за да ти се среди работата. Ми треба подпис и фотографија од лице. Се разбира, треба да има во канцеларија, ќе ги донесам. Вечерва ми треба. Биометриска. Во ред? Суат? Ова можеш да го средиш, нели? Биометриска фотографија во фиоката во канцеларија, а? И ова да го облечеш. Има и панцир да го носиш обавезно. Ама бато, што е ова сега со панцирот? Нели е малку претерано? Да е до мене ќе ти ставев и шлем на глава, ама. Шлем? Од кај ти текна шлем? Шлем? Чичко. Извини, не може да се воздрж. Добро. Ќе го носам овој панцир. Ама, што и да правите, извадете ме од овде побрзо. Откако ќе излезеш од зграда, автомобил во уличката преку патот ќе те земе. Ќе трчаш до таа кола. Ќе трепка со сигнали, да знаеш. Добро, а потоа? Потоа Црното море, Романија, а од таму не знам каде што ќе ти текне тебе. Добро, договорено. Да одиме, Чичко. Skazna A, brz kjubreto. Skazna A, brz kjubreto. Јамур, душо, ајде, дојди. Ајде, Јамур, ајде, ајде. Што се случи? А што се случи? Толку можеш да бидеш трпелива со сестра ти? Што се случи? Јамур, не го прави тоа од Динает. Го правиш од Динает, ајде.
Аслан, може да ја побараш сметката? Во ред, завршуваме и си одиме. Да нарачам уште нешто или? Го прави одинет. Целта е да започне кавга. Овде нема никој што би се осмелил да започне кавга. Зашто зборуваш ти? Daha beteri de var. Bizi kanalize bak. Bizi kanalize kal. Ya da zilleri çal. Јамур. Јамур, добра си? Ајде, Душо, полека. Ајде, Душо, си одиме. Ајде, полека. Добра, полека. Dünyanın bütün milletleri. Oyunun devamlı tertiplenir. Herkes telaşlı, herkes matiz. Yandılar yine kısmet deyip ama geçmedi pisliği yak kendi. Благодарам, Чичко. Благодарам, Лучко. Слушај. Ова работа ти ќе ја завршиш. Ако немав намера да завршам, веројатно немаше да дојдам. Како да знам? Не го претепа само човекот. А што да направам, да му подадам рака? Затоа што ја удрил девојката, затоа? А јас тоа ли го велам, Лучко? Ти не грижи се, Чичко. Партнерството со Илјас нема да се наруши, нема да изгубиш пари. Мајка ми нема да го изгуби единствениот син. Џихан е тука, Џихан. Валканата рака на семејството. Те посрамотив ли? Тургот, ајде да одиме. Погледни ми го лицето. Јамур, добро е, Душо. Ке си разговараме дома. Во ред? Зашто ќе разговараме? Што се случи, зашто? Те посрамоти што танцував таму? Што беше? Јамур, Душо, ништо такво. Сестро, ќе ме погледнеш ли? Те гледам во очи за да ме видиш. Полека дома ќе зборуваат. Ајде, погледни ме. Зошто не ме гледаш, сестро? Зошто не ме забележуваш? Зошто не ме гледаш? Зошто не ме слушаш? Јамур, Душо, реков дома ќе разговараме, добро? Зашто ќе зборуваме? Јас го знам ова. Знам што е ова. Девин Акин е честа на семејството Акин. Тоа го знам. Ова е Девин Акин. Но Јамур не е. Јамур е зла, нечесна, недостојна, никаква е Јамур. Нели е така? Јамур, немој. Јас го знам тоа. Ќе зборуваме дома, не овде. Зашто ќе зборуваме дома? Зошто не ме слушаш? Зошто не сакаш да ме слушнеш? Навистина не разбирам. Како да ти го кажам мојот проблем? Зошто не ме слушаш, сестро? Кажи ми, зашто ќе зборуваме Добро, Јамур, дома? кажи ми, те слушам, ајде. Велиш дека ми беше како родител, дека се грижеше за мене, но дали некогаш ме виде на вистина? Дали некогаш мене ме слушна? Цел ден ги слушаш проблемите на тие луѓе. Ти дојде по мене така и само ме најде во Измир. Дали некогаш мене ме слушна? Дали некогаш ме прашаш што живееш, Јамур? Што живееш, Јамур? Добро, полека. Каков е тој Ајде, живот? ајде. Што правиш, Јамур? Што правиш, Јамур? Ми го кажа ли тоа некогаш, а? Јас сум ти сестра, а ти се однесуваш како да земаш куче од прифатилиште. Ти снимаш ли бе? Дојди ваму, снимаш ја нешто или? Аслан, те молам, немој. Брате, што Паметен правиш? си, значи, а? Брате, што правиш? Паметен си многу, Јамур. паметен си. Јамур, немој, престани. Јамур, Имаш среќа, знаеш. Ќе дојдам веднаш, чекај овде, чекај. Каде отиде? Аслан, мора веднаш да одиме. Добро, знаеш каде Не одиш? знам, или дома или кај мајка ми. Добро, Тургут, земи ја Девини веднаш одете кај господја Нече. Договорено. А ти каде? Јас ќе застанам на уште едно место, ти одима смирена. Погледни ме, смирена. Добро. Ако дознаеш нешто, веднаш јави ми. Дојди овде ти, дојди ваму. Дојди бе ваму. Колку чини овој телефон? Најновата верзија е. Не ме лажи, престани да лажеш, ќе те удрам ако продолжиш. Колку чини те прашувам, колку е? Колку чини? Од пред 3 години ми е. Лаж го. Најновата верзија. Работиш, братче? Повели, брате. Добро.
повели? Ало, Девин. Ја најдов Јамур. Каде сте? Во куќата на татко ти. Добро, доаѓам веднаш. Добро. Јамур. Сакав да разговарам, но не ми отвори вратата. Овие двете со овој човек ќе ми направат проблеми. Ќе почекаме малку. Иргун направи нешто, избркај ги. Ќе направи сцена во ова време. Ќе се посрамотиме пред комшиите. Мамо? Јамур ми пиша порака пред да дојде. Праша дали татко ми е дома. И одговори правилно? Добро си направил. Што можев? А ако ти пише пак или ако те побара, слушај ме, не одговарај, никогаш. Но сепак сестра ми е. Каква сестра, сина? Каква сестра? Што правиш ти тука, а? Оди си веднаш. Тато, Оди! тато, те молам. Тато, само 2 минути слушни ме, те молам. Навистина ќе си одам, ветувам. Само 2 минути слушни ме. Не сакам. Види, жена ми се плаши. Синот ми се плаши. Зошто не го разбереш тоа? Јамур. Ајде да одиме, те молам. Уште и мафијаш донесе со тебе, така? Со овој насилник ли ќе ме плашиш, а? Господин Ергун. Ве молам, разговарете пристојно со мене. Ве молам. А ако не разговарам, што ќе направиш? Ќе ме удриш? Ќе ме убиеш? Што? Ајде. Ќе си заминете или да повикам полиција? Тато, те молам. Толку ми требаш, тато. Те молам, слушни ме само 2 минути. Те молам, тато. Кај кого друг да одам, тато, те молам. Долго време те слушав тебе, направив се што можев за тебе. Дури и доси ето ти го исчистив, знаеш ли ти? Да те прашам тебе нешто, мафијашу. Знаеш ли што правела таа сиве овие години? Не знаеш, како би знаел. Ниту твојата жена не знае, ама мајка и знае. Ја молела мајка и сестра и да не дознае таа што прави цело време. Овде завршува се. Јас имам семејство, а ти не си дел од него. Разбери го тоа. Сега, веднаш замини од овде. Господин Ергун. Господине, погледнете. Вие не сте само погледнете ме мене. Вие не сте биле само лош татко, свесен ли сте? Толку сте безвреден што не можам ни доволно да ви опишам за да ви доловам. Штета е што толку се занимавате со чистење досија наместо малку да расчистите овде во душата. А вие не грижете се, Јамура денес има свое семејство. Јас сум тука за неа и Девин исто, ние сме незиното семејство. Јасно? Јас сум свесен, можеби и ние не сме совршени, ама јас ве уверувам дека повеќе нема да и требате воопшто. Јас земам Јамур и си заминуваме од овде. Ти посакувам мирен и среќен живот со вашето семејство, со вашата жена и дете. Ајде.
Убавице моја. Многу ми е жал, убавице моја. Многу ми е жал. Ако сакаш, ќе разговараме кога ќе стигнем. За се ми е жал, злато мое убаво. Колку што сакаш, часови, денови, недели, жал ми е, душо моја. Срценце мое, многу те сакам, сестрички. Гладни ли сте? Се разбира дека сме гладни. И тоа многу. Ајде да одиме. Вашите чорби? Пријатно јадење. Благодарам. Ти благодарам, другарче. Благодарам. Брате, среќна сум што те имам. И јас исто. Полека, мече. Чичо, овде требаше да јадеш скара, специјалитета, не чорба. Може да ми го дадеш оцетот, те молам? Пријатно јадење. $1000. Ама ќе ги земам однапред. Важи, договорено. Се гледаме подоцна. Што се случи, нели требаше да разговараш за се? Што да правам, заспа? Да ја разбудам? Аслан, Кажи, душо. како знаеше Зашто? дека ќе оди таму? Сите секогаш прво кај својот джелат трчеват. Мислиш дека треба да ја кажам на мајка ми? Зарем не треба да знае ни што поминала Јамур? Се плашам ќе добие срцев удар. Не кажувај. Нема потреба, болна е. Навистина? Не мора да знае, Девин. Девин, Кажи. не знам дали ти имам претходно кажано, јас тебе. Што? Многу те сакам, свесна ли си? Девојче, дали јадеше лук, кажи ми? Сега ќе те удрам повторно со глава. Абе, јас не ставив лук во чорбата само затоа што не сакав тебе да ти пречам. Леле Боже, што да правам? Тоа е твој проблем. Шкембе чорба без лук не е чорба.
Ајде, дојди. Како некоја бомба со лукси, на вистина. Што да правам? Мислев дека и ти си ставил малку. Јас не. Зашто обично во вакви случаи пароите се прашуваат? Добро. Да, ги гледам фотографиите, скоч. Точно, ти благодарам. Очигледно е дека Џихан ќе го извади вечерва. Во ред, Чагри. Ќе се чуеме. Тоа беше Чагри, има некои новости? Да. Серхат вечерва ќе излезе пред обвинител, да знаеш. Се разбира, предпоставував дека татко му ќе го извади вечерта предходно, ама ете, тоа не се случи. И се разбира дека се плаши од татко му, не сака да го дознае тоа и има забрана за напуштање на државата, така што изгледа ова животно ќе остане внатре уште малку. што? Што се случи со мојот сопруг Аслан? Не се случи тоа што ти го кажа? Или се случи тоа што Девин во земјата на чудата го кажа? Ама знаеш дека од оваа далечина не можем да се расправам со тебе, така? Хемијата не ми дозволува. Во моментов ми се расипани сите мозочни функции, па не можам да давам цврсти одговори, свесна си. Ај. Се разбира, поминало многу време, во права си. Девојко, една недела помина. Не ми го испробувај трпението и ти мене. А? Госпоѓо Лејла, си заминувате? Да, излегувам. Јас ќе го однесам. Нема потреба, само донеси го возилото. Нема проблем. Да се сретнеме кај старата куќа на Џихан за половина час. Важно е. Ова не го очекував од тебе. Кажи ми зошто го направи тоа? Немој да ми викаш. Какво викање? Зарем не ми вети, брате? Зарем не ми вети, брате Аслан? Не викај. Зарем не ми даде честен збор на мене? Човекот за кого рече ќе го најдеш, ќе го решиш, го претвори во друго. Зошто го направи тоа, бато? Кажи ми. Погледни ме! Погледни ме! Ќе ме слушаш или не? Што дозна? Што дозна, кажи ми? Се. Те молам, кажи нешто. Покажи ми го патот. Кажи ми веруваш како на свој собствен брат? Ми веруваш, така ли? Ти велам само, уште малку да бидеш трпелив, дојди овде. Ти го дадов мојот чесен збор, сине. Цело време сме зафатени. Чичо, верувај во моите чувства, јас имам волк во себе. Пушти ме да си ја завршам оваа работа. Синко, што правиш ти, бе? Нели ќе го фрлевме со нозете напред? Нели така кажа ти? Овде зборувавме, баш таму, нели рече? Човекот е инженер, си ја знае работата, рече. Нели го кажа тоа така? Што друго да кажам, Искоч? Што да кажам? Чичо, ти нема да разбереш, тргни се. Да го кажев тоа, ќе испадне в будала. А тогаш и мртвите ги испливаа на површина и ќе почнеа да прашуваат: "Еј, каде е Тургут? Знаете каде е Тургут? Ете го Тургут." Здраво живо, бато Хасан.
Здраво, Тургут, што има? Ништо посебно. Бато Хасан, ти денеска зафатен? Зошто? Да направиме една тура со твојот чамец. И што се случи, Тургут? Што ќе правиме? Бато Хасан, да ти кажам вака. Некои инженерски пресметки, добро, пресметки кои бараат математика и физика. Сега ме разбираш? Не ме разбираш. Ќе излеземе и ќе се вратиме, братче Хасан. Кога можеме да направиме тура со твојот чамец? Разбирам, почекајте 10 минути. Зошто бе никој не ме разбира? Ке продолжиш за тоа? Зашто продолжувам, Џихан? Дали сваќаш дека мајка ти вчера толку многу ме понижи? И ти беше тука, нели? Таа е малку збунета овие денови. А ти нешто ми кажуваше, нели? Заборавив. Дури не се не сеќавам. Епа, ако се сетиш, кажи ми. Ке се сетам. Ти не грижи се. Ништо нема да заборавам. Тургут! Тургут! Што мислиш, бе? Работам. А на што работиш? Во една идејна димензија. Тургут! Што правиш, бе, сега? Искоч. Зглобовите му се слави. Да слушнеш како крцкаат. И што да правиме, бе, Тургут? Да се вратиме да го убиеме човекот? Да убиеме човек и да го фрлиме во морето само тебе да ти биде мирно, а? Ти само се подсмеваш. Само се подсмеваш. Бато Хасан, јас едно сватив. Во оваа држава човек што си ја работи својата работа, го газат, да знаеш. Во оваа држава заслугата е само прашање. Сега ќе го фрлам, па ќе видиш. И што ќе се случи кога ќе го фрлиш? Ако се скрши додека тоне, тогаш ќе исплива. Ова е кукла, бре. Плови на вода, нели? Ама ќе видиш. Нема да исплива. Еве, јас ти ветувам. Ќе потоне директно до дното. Ќе помогнеш малку сега овде? Добро, добро, еве, идам, ајде. Фати го прво, па ќе уфрлиме. Ајде. Ајде, опа, пуштај. Ајде, полека, ајде. Ајде. О, така. Ајде, пуштај, ајде. Ајде, фрли го. 3, 2, 1. Ајде. Веројатно зглобовите му се слаби. Ајде, братче, ајде, да тргнеме, имаме работа. Девојко. Што има? Што правиш, убавица? Влези. Луѓето стануваат чудни кога ќе дојдат. Знам. Знам дека ќе сакаш да побегнеш. Знам дека ќе ми се развикаш. Те ставив пред свршен чин, знам. Но те молам. Само за денес.
Може ли примирие само за денес, те молам? Аслан? Бато? Само денес. Ова многу ми треба, ве молам. Благодарам. Купи ли вино? И тоа најлошото, Ајде најлошото. тогаш, ајде. Местото е инаку многу валкано, искрено. Не може да дојдам да те видам. Барав, ама не може да те најдам. Така беше, што да правиме. Не бев во состојба многу да зборувам по телефон. Како си сега? Добро сум, многу подобро. Колку ми не достигаш, Бамби. Кажи ми како си ти навистина. Добро. Овде сум како што ме остави затворски живот. Која е таа? Со кого зборуваш ти? Со никога? Мамо, ќе излезеш од мојата соба? Джейлан? Дај ми го телефонот да видам. Джейлан? Мамо! Джейлан? Што ти реков Што јас се тебе, случува? пак со таа девојка? Ништо не се случува во ред. Земи го ова. Ке се вратам веднаш. Се срамам што сум ти керка. Слушна, се срамам. Повели, Девин, кажи ми. Господју Хулја, што се случи сега? Не разбирам. Зборувам за тоа што си го кажеле на Джилан за Јамур. Сакате мене да ми го кажете? Дали ми се јави за да ме обвиниш мене? Не, господју Хулја, не се јавив за тоа. Има нешто друго што ме мачи. Всушност, за тоа ве побарав. Што е тоа? Господју Хулја, како вие можете да бидете толку лоша? Внимавај на јазикот, Девин. Како можете да бидете толку бездушна, па толку многу зло расте во вас, господјо? Јас го штитам моето семејство. Ако штитењето на собственото семејство е зло, тогаш да, јас сум многу лоша. Само да си ја штиташ и ти твојата сестра, тогаш твојата сестра... Ајде, довршете си ја реченицата, господјо Хулја. Ајде, кажете ја до крај сега. Ти ништо не знаеш, нели? Мислев дека си многу паметна жена. Ке се пролее крв. Ке се пролее крв поради твојата сестра. Ако го изгубиш сопругот, ке плачеш 2 дена. Ама јас не можам да живеам ако го изгубам моето дете. Господјо Хулја, ништо нема да му се случи никому. Секој ќе се живее таму каде што припаѓа и со она што го заслужува. Досега ништо не се случи и ништо нема да се случи. Се разбира дека не затоа што сум тука. Држењето на Серхат во затвор значи војна. А јас ќе направам се што можам за да ја спречам таа војна. Само момент, ве молам, не разбирам. Што значи тоа? Што ќе направите? Се што е потребно ќе направам. Ако мора, ќе бидам најлошиот човек на светот за да го заштитам моето семејство. Тоа е најголемата разлика меѓу тебе и мене. Ајде. Долу десно. Чекај, само момент. Чекај, како се удира? Ај, добро, долу десно. Види. Ти што се обидуваш бе да направиш? Чекај. Долу десно. Ај, Што се добро, те обидуваш да молам, ете. направиш? Што сакаш да направиш, а? Абе, што правиш ти? Ето така, мислам дека тоа е тоа. Цел живот го потрошив на ова. На ова и на билиардот. Само тоа правев. Бато, те молам, победи го како што треба. Донеси одлука, важи, те молам. Каде? Тоалетот се уште работи, нели? Не знам, не очекувај само премногу од мене. За секој случај наполни една кофа да не излезеш жртва на крајот. Бирај. Нека победи подобриот. Така е, да.
Има некои новости за Серхат, Аслан? Се уште не. Се случи нешто? Утрово имав еден многу пријатен разговор со мајка ти. Ми се чинеше дека е малку вознемирена затоа што Серхат заврши во затвор. Навистина? А што се случи, кажа нешто или? Не. Може би само премногу размислувам. Постојано сега мислам на тоа. Подготвен сум, ајде. Серхат, остави се друго на нас. И онака не ви верувам пресудата. Погледни убаво. Погледни. Ова го речеа толку лесно како ништо да не е. Види, Серхат, ако има проблем господин Илијас, ќе не уништи и двајцата. Морам да го известам татко ти. Татко ми, навистина. Во ред, слободно јави се. Кажи му за сите пари што ми ги украде. Поточно што ги украдовме заедно. Ајде, ајде јави се. Ајде. Токму тоа го помислив. Ајде, бато. Добро бе, почекај. Вака ќе направиме тогаш. Неколку часа откако ќе испловиш кон Црното море, ќе ти пратам порака. Како си, Серхат? А ти ќе ми одговориш се е во ред на море. А зошто? За да знам ти си ја напишал пораката. Ако не одговориш, ќе знам дека си веќе мртов. Хеј, Господе Боже. Во последно време човеку си станал премногу параноичен, да знаеш. Добро, ќе направиме така. Во ред, среќен си. Ајде. Кажи, мамо. Што направи, го превзеде ли човекот? Не, сам ќе го однесам. Не можев да верувам никому. Добро. Не го оставај додека не бидеш сигурен дека заминал. Нема да го оставам. Знам зошто ме насочи кај Девин. Како некој адут за да ме држиш во ова валкана работа. Да ме поседуваш, не? Ама да ти кажам нешто. Знаеш што сонувам понекогаш? Сонувам дека мајка ми навистина сака да бидам добро. Дека можеби помислила дека ми треба добар психолог за да не завршам како татко ми. И си велам дека можеби затоа ме насочи кај Девин. Дури и сонот е убав. Не го оставај додека не бидеш сигурен дека заминал. Нема да го оставам. Нема. Што има? Дојде ли? Да, не ти се допаѓа. Не, подобро е вака. Ајде, дај газ, ајде.
Повелете, господјо Пинар. Што? Пуштам додека трае постапката. Што зборувате, господјо? Лесна телесна повреда? Вие случајно да не се шегувате со мене? Имаше повреда на главата, ќе умреше. Дали вие сте свесни дека тој уби жена? И сега кажете ми што? Го пуштија за да може да ја убие сестра ми? Тоа ли го направивте сега? Добро. Добро, во ред, се слушаме. Благодарам. Што се случи? Го пуштија, нели? Убиецот е слободен, нели? Толку едноставно. Толку ли е лесно? Аслан. Ќе кажеш ли нешто? Извештајот од судска медицина е променет и повредата е оценета како лечлива со едноставна медицинска интервенција. Бидејќи обвинетиот има постојана адреса и работа, донесена е одлука од судот тој да биде пуштен под судски надзор и да биде контролиран, така? Тоа е се, тоа пишува, нели? Што зборуваш ти? Твојата мајка го направи сето ова. Таа, твоја мајка го пушти овој убиец. Ке полудам веќе. А таа ми кажа, рече, ке направила се што можела за да спречи војната. Трамп ке спречела. Аслан, ти велам, твојата мајка го ослободи овој убиец, реагирај, направи нешто. Мајка ми го направила тоа, татко му го направил, таа го направил, овој го направил, некој го направил, нека биде било кој, некој го има направено тоа и сега човекот е надвор, нели? Тоа е важното сега. Како тоа што ќе правиме сега? Ќе седиме со врзани раце додека бега во странство? Тоа ли ќе правиме? Овој убиец ќе оди ослободен поради мајка ти. Аслан, те прашувам, одговори ми сега веднаш. Ти ме прашуваш мене, а сега јас тебе те прашувам. За последен пат. Мислиш дека луѓе како него заслужуваат да живеат на овој свет? Мојата жена ни комарец не би убила. Ама ќе се навикне. Ќе се навикне, нели?